Фудбалските третолигаши од групата Исток викендов ги имаа на програмата надпреварите од редовното 20-то првенствено коло. Коло во кое екипите од горни дел на табелата беа домаќини. Екипата на Каменица Саса беше слободна, додека пак екипата на Китго Пекчево гостуваше на Работик Џумаилија. Фудбалскиот тим од Лозово е формиран во 1961 година и постојано настапува во првенството организирани во овој дел на Македонија, без некои поголеми достигнувања. Но традицијата за фудбалот и ден денес се гаи и можеби тоа е она што го краси овој симпатичен тим. Со изградбата на новата собликувална условите за играчите се подобрени, поставени се и рефлектори, а единствената трибина просто ги мами гледачите да гледаат фудбал. Но она што загрижува е лошата состојба на теренот, кој очигледно во последно време е оставен самиот да се негува и одржува во зависност од временските услови. Тврд за игра и нерамен со многобројни празнини во кои треба да ја нема и предупредува на внимателна игра. Воспротивно, теренот е вистинска закана за било кои играчи за евентуални непријатни моменти и околу техничките перформанси и особено од евентуални повреди. Временските услови беа во стилот затише пред бура, некако мирно и тивко со повремени сончеви периоди, но некои чудни облаци кои навлетуваа и опасно се закануваа. Што се однесува до составите на екипите, тренерот на Работик Џумаилија Горан Велков се реши за следниот состав: Јолдашев, Вучевски, Наковски, Панов, Пешов, Јосифов, Соколов, Јовановски, Миланов, кој воедно е капитен на екипата, Давидков и Панов. На клупата за резени фудбалери се Николовски, Гоцев, Михајлов, Евремовски и Стефановски. Тренерот на Китго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав: Јамаковски, Колев, Синев, Алексовски, Симевски, Тонев, кој воедно е капитен на екипата, Тиквешанац, Денковски, Димовски, Владко Стојанов и Мартин Стојанов. На клупата за резерви фудбалери се Богдановски, Стојанче Стојанов, Ингилизов, Зафиров и Жежов. Главен судија на надпреварот е Драган Јаневски, прв помошник е Богданче Георгиев и втор помошник е Игорче Богатинов Ситот Кочени. Делегат на надпреварот е Игор Данилов, а контролор Сашко Гелов и двајцата Кочени. На почеток, драги гледачи, мораме да ви се извиниме за квалитетот на снимките од овој надпревар, поради лошите временски услови на кои тешко можеше да се контролира и да се следи се она што се случува на теренот. Бидејќи она што се случи во Лозово тешко е дека некој може да го предвиди. Со првиот свиреш на судијата Драган Јаневски се одначи почеток на надпреварот, но и старт на ураганскиот ветар кој дигаше се пред себе. Ваквиот непредвидив старт и временска најава дека тешко ќе им биде на фудбалерите да ја контролираат топката, а со тоа и ќе се разбие самата тактичка концепција на тренерите. Почетниот удар го има домашните фудбалери преку Благојче Миланов, со што се тргна во една игра во која тешко ќе се доаѓа до шанса па и до постигнување на гол. Цели 10 минути играчите и на едните и на другите се обидуваат да се следат во ваквите тешки услови, а првата можност за закана кон голот ја имаа гостите во 12-та минута. Играчот на Китго Пекчево Дарко Алексовски изведе корнер. Во мешаницата пред голот на Работик некој одби топката по која гостите бара пенал заради игра со рака, но судијата Јановски беше во близина, одмамна со рацете и од оваа акција се изведе нов корнер. По изведениот втор корнер, топката дојде до Мартин Димовски, кој шутира кон голот, а голманот Јолдашев со крајни напори одбрани и сврзајќи ја топката во уште еден корнер. Почетокот најави офанзива на гостинските играчи, кои до 20-та минута изведаа дури 5 корнери, но нешто поради брзоплетоста, нешто поради ветерот, а мора да се каже поради добрите одбрани на домашниот голман Јолдашев, гол се уште немаше. Во овој почетен период, поради лошиот терен на повреда, се пожалеа Андреј Симевски и Дарко Алексовски, но стиснаа Зави и Херовски издржаа и го продолжија мечот. Тие беа речиси и клучите играчи кои влијаја на играта во понатомошниот тек, иако мора да се призна дека целиот тим на Китго Пекчево, сите играчи се одлично технички подковани со свој впечатли белек и квалитет. Нашите напори по се лошите временски услови, силниот дожд и ветер, ја регистрира шансата на Димовски, кога по едно невнимание на одбраната на Работник шутираше Димовски, но тоа лошо го направи и опасноста по голот од домашните беше од страната.
И тоа беше се за првите 45 минути во кои мрежите мирува и во кои одбраната на Кит Го Пекчево и голманот Тамар Јамаковски беа на висина на задачата и не дозволија никаков пристап или закана по нивниот гол. Или едноставно кажано се играше на средината на теренот и во полето на домашните. Во вториот дел нашата екипа мораше да се прилагодува на лошите временски услови, да бара нова локација, можеби не соодветна, но сепак со цел да до крај да ви ја доловиме оваа атмосфера. На полувремето тренерот на Кит Го Пекчево направи една замена. На местото на Марти Стојанов во игра влезе Ангел Зафиров. Сигурно советите на тренерот Трајче Сене беа корисни и усмерени кон теренска иницијатива да се искористи и да се разбие бункерот на домашните играчи. Во почетниот период на второто полувреме се чувствуваше тоа и голот на домаќините како да висеше во воздух. Едноставно мирисеше на гол. Тоа и се случи во 52-та минута. Акцијата започна по левата страна од Тикве Шанац, продолжи кон Димовски, а овој веднаш го фрла Симевски. Младиот шпиц, како искусно лево крило, испрати идеален центаршут. Дарко Алексовски во стил пак на вистински голетер шутира за водство од 1:0 и за радост на гостинските играчи. Дарко Алексовски и Симевски беа идејни творци на вториот гол. Се играше 60-та минута. Алексовски идеално го запасли Симевски, кој повторно од лево упатува топка во паралела со гол линијата. Измамена одбраната, Ангел Зафиров речиси со топката влезе во празниот гол за водство од 2:0. Гол за излив на радост на младиот Ангел Зафиров со атрактивна салто мајсторија. Во 72-та минута веќе беше 3:0. Колев отиде на десно, ја врати топката кон Зафиров, а овој во пат ја врати наназад кон Денковски. Веднаш од прво Денковски центрира пред голата домашните, а Итриот Димовски е побрз од капитенот на работник Миланов, бие во голот за нова радост изголемено водство од 3:0. Во 79-та минута нова акција на гостинските играчи и нова атракција на Симевски, кој по трет пат асистира во акција за гол. Стрелец по втор пат на денешниот надпревар Дарко Алексовски, за конечен резултат работник Џумајлија Кит Го Пекчево 0:4. По овој гол на Дарко Алексовски се дуваше убав гест од тренерот Трајче Сене, кој го повлече двојниот стрелец за да го заштити од понатомошните тешки искушенија, бидејќи рековме уште на стартот незгодно падна, се повреди, но сепак продолжи и беше убедливо најдобар играч на теренот. Рамо до рамо со него беше и Андреј Симевски, кој на 3 пати асистираше на головите, а одлична партија пржија сите други играчи кои настапија на овој надпревар. Во вториот дел во игра на Кит Го Пекчево уште влего Енгелизов и Жежов на местата на Алексовски и на Симевски. Се на се фер и коректен надпревар во кој мора да се оддаде признание на сите актери на теренот кои настапија, зашто заслуга има судиите откочени на чело со Драган Јаневски, кој одлично си ја завршија работата. Нормално во вакви тешки услови немаше изјави, а и оние најупорните гледачи мечот го следеа стоејќи под стреите на собликувалната. Еве ги комплетните резултати од ова 20-то првенствено коло. Тиверија Василево 0:2, Овчеполе Бергалница Голак 2:0, Осогово Рудар 1947 2:1, Работник Џумајлија Кит Го Пекчево 0:4, Беласица Малеш 5:0 и Плачковица Напредок Здраве Радово 2:1. Табела: Беласица е на првото место со 52 бода. На второ место Плачковица има 48, трето место Осогово 42, на четврто место Каменица Сасе има 40, петто место Овчеполе 34, на шестото место Кит Го Пекчево со 32. Следуваат Бергалница, Напредок Здраве Радови Василево на 7-то, 8-то и на 9-то место со по 21 бод, со напомена дека Василево е казете со минус 3 бода. 10-то место Тиверија 20 бодови, 11-то место Работник Џумајлија 18, на 12-то место Малеш со 16, а последните две места 13-то и 14-то заслуга 1934 и Рудар 1947 со по 14 освоени бодови.
Веќе во среда, 29 март, на програмата ќе видат надпреварите во редното 21 коло во кое се среќаваат Слог 1934 в Чеполе, Напредок Здраве Радо во Беласица, Малеш Работик Џумаилија, Кит Го Пекчи во Тиверија, Василево Осогово и Рудари 1947 Бергалница Голак. Сите надпревари ќе почнат во 15 часот.